Врз основа на член 51 став 1 од Законот за спречување на корупција и член 24 став 1 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупција, ја отворам 206-та седница на Државната комисија за спречување на корупција. Прва точка од дневниот ред: разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од Љупчо Георгиевски од Скопје против Агенција за планирање на просторот. Постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законник, а во врска со поднесен приговор за непочитување на одредбите од Изборниот законник до Државната комисија за спречување на корупција, оваа точка Државната комисија за спречување на корупцијата од седницата ја прогласува за јавна. Втора точка работа по изборни предмети, трета точка работа по предмети, четврта точка реализирани тековни идни активности, пета точка разно. Кој е за предложениот дневен ред? Ви благодарам. Одиме на разгледување на првата точка од дневниот ред: разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од страна на листата Љупчо Георгиевски од Скопје против Агенцијата за планирање на просторот. По овој приговор известител ќе биде колешката Жаклина Дамчевска и она ќе го образложи предметот. Повелете, колешка. Благодарам, председателе. Предметот носи број 12/5175/1 од 18.8.2017 година. Значи во законски определениот рок од 5 дена денес постапуваме. Имено на ден 18.8.2017 година до нашата институција од страна на Љупчо Георгиевски од Скопје е поднесен приговор во кој наведува дека одлуката за разрешување на директор на Агенција за планирање на просторот Скопје, донесена на ден 6.8.2017 година од управниот одбор на агенцијата, односно на истиот кога е донесено и решението за распишување на локалните избори, е незаконита или спротивна на одредбите од член 8а став 1 алинеја 4 од Изборниот законник, поради што и врз основа на член 74 од истиот постапуваме ние на оваа јавна седница. Потоа наведува дека е спротивна на одредби од Законот за општа управна постапка, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Статутот и Деловникот за работа на Агенцијата за планирање на просторот и Кривичниот законник. Но согласно нашите надлежности, се разбира се, задржуваме нели на одредбите од член 8 став 1 алинеја 4 од Изборниот законник. Не се впуштаме воопшто во останатите. Подносителот со приговорот бара истиот да се уважи и ваквата одлука се поништи. Констатирам на почеток дека приговорот е уреден и кон него се приложени следните писмени докази. Одлука за разрешување на директор на Агенција за планирање на просторот Скопје, број 0201/964 од 6.8.2017, записник број 0201-962 од 6.8 за конститутивна седница на управниот одбор на агенцијата, потоа записник број 0201-963 од исто така 6.8.2017 за посебна седница на управниот одбор на агенцијата, копија од решение за распишување на избори за членови на советите на општините и совети на град Скопје за градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје број 09-2482/1 од 6.8.2017 објавена во Службен весник на Република Македонија број 103, копија од одлука на управниот одбор број 0201/2235 од 30.11.2015, понатаму договор за вработување на определено време број 0402/2255 од 4.12.2015 и променет договор за вработување на определено време број 0402/189 од 29.1.2016 и мислење број 12.4910/2 од 15.8.2017 донесено од страна на нашата институција, Државната комисија за спречување на корупција, во однос на ова прашање. Со кои докази подносителот на приговорот сака да докаже дека дејствието
односно разрешувањето, односно престанокот на работниот однос е преземено во периодот во кој законот изричито го забранува да се стори. Од увидот во вака приложените писмени докази, јасно е дека нападнатата одлука е донесена во период на изборен режим. Поточно согласно дадената формулација во законот, тој период го опфаќа и денот на донесувањето на решението за распишување на избори, во конкретниот случај 6.8.2017 година. Цитирам, значи, таа формулација во член 8 став 1 вели: од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на председател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирањето на Советот на општините и градот Скопје не може. И така натаму, меѓутоа поентата е тука дека 6.8. Мислам го опфаќа, да речам, денот кога е донесена нападнатата одлука, го опфаќа и денот на донесувањето на одлуката, како и што цитирав во ова преамбула на овој член. Понатаму, бидејќи управниот одбор на ден 6.8. го разрешила до тогашниот директор, што е видно од записникот, се наметнува прашањето пак, односно следователно на тоа е дека и именувањето на ново раководно лице би се случило после тој ден, што исто така е незаконито, а за кое пак спорно прашање нашата комисија е исто така надлежна и не сме да се оглуши. Врз основа на горе наведеното, сметам дека основано е сомневањето дека е сторена повреда на одредбата од член сторена повреда на одредбата од член 8 став 1 алинеја 4 од изборниот законник, па со цел на тамошно испитување на овие сомневања, а заради утврдување на целосна и правилна фактичка состојба, и предлагам на комисијата да ја продолжиме постапката по овој приговор, а во насока на прибирање на релевантни податоци или по-конкретно документацијата со овие податоци во копии верни на оригинал, бидејќи подносителот во копија ги има нормално поднесено, ги побараме од Агенцијата за планирање на просторот и од управниот одбор на агенцијата. Благодарам, колешка. Значи, да сумираме, предметот се зема во работа и ќе се извршат понатамошни действија на прибирање на релевантни податоци во врска со поднесениот приговор од институцијата која го направила овој предмет. Значи, предлогот на колешката Жаклина Дамчевска го ставам на гласање. Кој е за? Ви благодарам. Констатирам дека комисијата едногласно го донесе заклучокот за понатамошно работење на овој предмет. Ви благодарам.